Во текот на јануари и февруари годинава во подрачната единица на Центарот за јавно здравје Крива Паланка беа евидентирани вкупно 58 случаи на заболени од грип. Сезонскиот грип, кој обично се појавува во зимските месеци, од ноември до март, е вирусно заболување предизвикано од вирусот на грип. Постојат два вида на вирус на грип, и тоа тип А и тип Б, кои се предизвикувачи на акутни инфекции на горните дишни патишта, кои кај стари лица, мали деца и бремени жени може да преминат во сериозни компликации со бактериски инфекции на долните дишни патишта. Сезонскиот грип започнува со општи симптоми, како што се малаксаност, болки во зглобовите и мускулите, главоболка, покачена температура и до 40 степени Целзиусови, кашлање и кивање. Се пренесува по воздушен пат при контакт, тоест кивање и кашлање на заболен во непосредна близина. Болниот е заразен еден ден пред да се појават симптомите и 7 дена по појавувањето на симптомите. Во некои случаеви сезонскиот грип може да предизвика компликации со тешка клиничка слика како пнеумонија, и тоа најчесто кај ризичните групи: лица над 60 години со хронично заболување, бремени жени и деца помали од 2 години. Според статистиката, во светски рамки секоја година заболуваат од 3 до 5 милиони луѓе со различни симптоми, а за жал 250 до 500.000 умираат на годишно ниво. Најдобра превентивна мерка за заштита од грип е имунизацијата, односно вакцинацијата, која се препорачува да се изврши во периодот од октомври до ноември, а имунитетот трае 1 година, односно до следната сезона на грип. Во средината на октомври минатата година, пред почетокот на сезоната на грип, во Центарот за јавно здравје Крива Паланка беа вакцинирани вкупно 150 лица. Кога станува збор за најмалите, родителите понекогаш не знаат како да ги препознаат симптомите на настинка или сезонски грип и соодветно да реагираат. Важно е да се знае дека настинката се јавува постепено, без големена телесна температура, со блага болка во грлото, заднот нос или секреција од носот. Кај помалите деца може да има зголемена телесна температура, најмногу до 38,5 Целзиусови степени, и трае околу 2 дена. Од друга страна, во случај на грип, болеста се јавува непредвидливо, со висока температура до 40 степени Целзиусови, што може да трае 4 до 5 дена, грозница, главоболка, болки во мускулите, замор, губење на апетит. Кај помалите деца може да се јават и стомачни проблеми, диареја и повраќање. Настинката трае неколку денови, најмногу 1 недела, а грипот може да потрае 2 до 3 недели. И двете заболувања се респираторни болести, најчесто предизвикани од вируси. Обично се јавуваат во исто време кога надворешните температури се ниски или понагли температурни промени, па поради тоа често доаѓа до забуна дека се работи за иста болест. Исто така и лекувањето е различно, бидејќи кај грипот е задолжителна употреба на лекови кои педијаторот ќе ги препише. Најчести болести кај децата се болести на горните респираторни патишта, така чести настинки, проследени со кашлица, со течење на нос, поретко бронхити, бронкопневмонии, од тој дел од респираторниот дел. Помалите деца кои одат во градинка настинуваат и до 10 пати во годината, а поголемите деца и адолесцентите неколку пати годишно. Периодот од септември до април е најпогоден за појава на настинките, а карактеристичен период за грипот е од ноември до март. Со цел на гледачите, пред се на младите и неискусни родители, да им ги појасниме симптомите на настинката и сезонскиот грип кај децата, како и превентивните и соодветни здравствени мерки кои треба да ги почитуваат, поразговаравме со педијатар доктор Стојне Величковски. Знаете како оваа година имаше грип, имаше полно деца кои по симптомите одговараа на грипозна настинка. Меѓутоа, се додека не се направи испитување, не се изолира вирусот, никогаш не можеш да кажеш дали
дали е грип или не. Меѓутоа, да ви кажам, оваа година сум посебно задоволен што немавме ни еден случај на компликација на грип, а компликациите од грип се воспаление на уши, воспаление на бели дробови, така да сите случаи на некој начин со грип поминуваа многу брзо, за 3, 4, 5 дена највеќе, и не се случи ни едно дете да отиде на клиника, ни едно дете не пиеше тамифлу и ни едно дете не беше испратено на инфективна клиника, така да на некој начин имавме една лесна зима која што помина повеќе така со симптоматска терапија, со недавање многу на антибиотици. Ќе изразам едно посебно задоволство на тие што оваа година има настинки, имавме добро разбирање, има така слух да разберат дека антибиотик не треба да се дава на грип, малку и медиумите тука подпомогна, и печатот и некои други кампањи кои што се водат да не се дават многу антибиотици. Меѓутоа, за разлика од други години, оваа година навистина така едно убаво задоволство, има температура, симптоматска терапија и на крај му поминува, и знаете, тогаш и јас сум задоволен, и родителот, и бабите, и дедовците. Сите сме задоволни на некој начин кога работата добро се завршува и кога детето не е многу труено со антибиотици. Која е разликата меѓу настинка и сезонскиот грип? Па разликата, сега имаме лесни настинки кои што не се проследени со температура, проследени се со течење на нос, со една главоболка, со кашлица. Меѓутоа, грипот, за разлика од самата настинка, може да биде со многу повисока температура, болки во зглобовите, во коските, да се јави и повраќање, на некој начин да го турне детето во кревет и да не пие течности доволно и други напитоци, и може да се случи да дехидрира, и тогаш се случуваат обично компликации.